Јас моментално се наоѓам во централна Украина, кај што живеат моите родители, ама моите роднини останаа во Киев, некои се блиску до Киев и се во голема опасност и ние сите многу стравуваме за нив, затоа што не знам што викаат по вести, ама не беше побезбедно вчера, барам ние имаме слушнато и авиони што лета, имаше многу сирени и предупредувања низ сите градови, низ Украина дека сите треба да трчат во подруми, нели да се кријат. Тетка ми едната без вода, без струја, без ништо. Вторите во Киев исто седат во подруми и така. Имам многу пријатели во Харков кои исто под голема опасност, таму нонстоп бомбардираат, нонстоп има стрелба, сите седат по подруми, сите имаат мали деца. Може да и почнат да имат проблеми со вода, со храна, со све. Знам истории кога седат деца со температура, што немаат ни лекови, ни ништо. Да, една од моите пријателки, ние имаме група од колешки, школски, што заедно учевме во универзитет, јас студирав во Харков и таму сите пишуваат што се случува таму. На едно од девојчињата, таа на 24 беше во Чугуев, тоа е градче блиску до Харков, кој што го бомбардира русите на 24, беше кај баба и да ја посети. И кога падна, дали ракета, дали бомба, не се разбирам, близко 6 метри до зградата, сите прозори им излетеа на кај нив. Фала Богу преживеа, пола стан им е разрушен, избега од таму. Многу има луѓето што бегаат Западна Украина, многу има луѓе што бегаат Полска, Румунија, кај што можат да влезат и низ Украина се движат низ региони, се трудат да побегнат од таквите градови како Харков, како Киев, поголеми што се под голема опасност. Кај нас блиску е Херсон, Николаев, исто таму се веќе неколку дена има стрелба, има бомби, има се, од таму бегаат. Кај нас во град има иселеници, собираме храна за нив, донираме за иселеници, за војници, за сите. До крај не очекувавме, до крај. До моментот сабале кога слушнав како паѓаат бомби во Киев, не мислев дека тоа може да се случи. Никој не очекуваше. До крај не верувавме дека ќе се осмела, дека такво нешто може да се случи во 21 век од страна на држава која се декларира како победник на фашизм. Не верувавме, уште не можеме да поверуваме дека тоа не се случи.